радовишанецот Тоде Спасов, влюбеник, но и негувач на македонскиот фолклор и традиција, вечерва е мој гостин. Тој уште од раното детство па се до денес ја негова, се посветува на македонската музика и песна, како играл, првично како играорец, потоа како тапанџија, хореограф, а истовремено има снимено и 10 негови песни како автор и на музика и на текст, а истовремено и ги пее. Во 90-тите години заминува за Швајцарија, но не ги заборава своите корени, туку и таму е активен кога станува збор за македонскиот фолклор. Основач е на културно-уметничко друштво, но исто така е и кореограф. Денес пензионерските денови ги поминува во родниот Радовиш, родниот крај Радовиш, и тоа на најубав можен начин. Повторно се занимава посветене на македонскиот фолклор, на музиката, на песната, на традицијата. И сега, како ги поминува тие пензионерски денови, тој самиот ќе ни открие. Добро вечер, Тоде, и добро ни дојдовте од Радовиш. Добро вечер, добро ве најдев, фала на поканата, благодарам, баш сум изненаден. Па јас до 20-та година, мислам 2020, бев во Швајцарија и заминав на 60 години старост. Некој вика предвремена, не е предвремена, него имав некој бенефициран стаж 5 години до 65. Ама сега од септември почнам да земам редовна пензија. Так. Да. Еве, во најавата кажав дека не само што сте влюбеник, туку сте и посветен, нели, негувате македонскиот фолклор. Па кога се роди љубовта кај вас кон македонската музика, народна музика? Па како дете, кај нас во Радовиш имаше само 2 клуба. Борење, што беше нешто многу, ама јас не се осетив втисок за борење, него на долниот спрат беше борење, на горниот спрат беше Ацо Караманов, фолклорно друштво со игри и танци. И тогаш се учленив на бев еднас четврто за пето бев. Да. И почнав со мерак и ми тргна многу добро, значи ние бевме 5-6 другари, првите основачи, млада генерација на основачите на Ацо Караманов. Има и книга напишано за нас, за таа група. А после, овие што ни беа музикантите, имаше еден што свиреше армоника, што мораше во оркестра, му затреба тарабукаш на армас, беше на некоја свадба, нешто венчав, кај шо беше. А ме рече, јас немам кој да ми дојде. Јас ќе дојда, му река, знаеш, ми колку, знам толку. Море, почна, па убаво излезе, па другата недела пак ме викна и така постанав и тапанџија. Значи сосем случајно. Сосем случајно. Тоа некој во мене го имам тоа изгледа, не знам. Немам учено, немам. А иначе почнав и таа како танчарија да водам танец. Првото оро што ми беше најубаво што го памтам е Доце, бев првиот Доце во Радовиш. Тоа како кореограф, кажувате, или? Како и бев мало, пето дена, него ме ставија Доце да го играм како главна улога има. Тоа е некако хумористично оро. И многу радост ми направи тоа оро. И од тогаш ми тргна. Так. И од тогаш како течеше вашиот музички пат? Па тогаш почнав. До кога игравте, нели, во играорната група? До 8 оделение бев во, значи 4 години од 5 години се збирата. Во Ацо Караманов, после заминав Прилеп, како да учиме дрвно, ама одевме по свадби, и тогаш ми дојде една идеја да ја напишам првата песна. Таа се вика Абреанче. И таа песна ја пишав затоа што тие беа малку богати, а јас бев малце, не малце, многу сиромав, ама фала му на Богу. Добре. И кога разбра демек со мене оди,
нешто, не оди работата. Ја напишав таа песна и после замина војска, како што е редо. Средно школо, па после да... А во војската има и пеев во Домјана, во исто војни оркестар. Најво си помнев, дури не сакав да си дојдам, ми давај 15 дена наградно. Не, јас тука ќе седам. Ути беше убаво. А каде бевте во Рашка. Ама бев еден солист, пеач и тарабука. А тие во Рашка таму нема видено тогаш некој инструмент, беше некој алуминска тарабука. Сега ги има, бакарни ги има. И се збираја во, посебно летото беше убавина. Сите нарачуваја песни, оти пеев јас. И тогаш беше Југославија, кој сака босански, кој вакви, кој такви. А Башка имаше еден забавно што беше. Тој пееше многу убаво, како Здравко Чолич. А многу убаво. И тој не пееше многу. Тој за гласу, демек, а ние не знаевме да се пазиме. 3-4 песни и ќе ме оставиме. Јас нешто толку пеам. Ради демек гласни лажици. А мисля да беше тој професионалец нешто. Не знам. Беше вака личен човек, лично момче, ама како, а малку беше и горделив. Не сакаше на секому да му пее. А ние пеевме, да секаде. И кога се вративте од војска, од војска кога се вратив, право се оженив, што ми беше таксано. Кога се оженив, ја тога сакав да е песната, што ми беше напишана, беше Валандово. Реков, јас ќе ја пратам песната. Ја пратив, нотите ми ги пишеше еден мој другар од јас не знаех да пишам ни ноти, ништо. Само текстот го напишете? Текстот беше и музика од мене, ама јас не можам музички да напишам. Да ја напишете, значи, да. Со ноти со се. И тој ми напиша, пратив ме, некаде требаше 3000 марки да соберам. Од кај тие пари? Од каде? И се откажав. Немав толку, немаше тогаш пари. И таа песна до ден денеска беше, и тука нек ни ја снимив. Снимена е, само треба видео да се... Иначе е снимена таа песна. Ама многу е убава. Ама со мислам дека сега ќе заминам на гости, после месец дена мислам дека ќе се направи видеото за неја. Така. А кога почнувате со кореографија да се занимавате? Односно, како се случи тоа, нели, со кореографија? Сепак, нели, треба да имате некои основни познавања, не е тоа така? Да, имате многу големо искуство. А најинтересно беше првото, не бе вработен кога се оженив. Жената се вработи како медицинска сестра во Радовиш. Тогаш имаше некоја акција. А многу пари се даваше во рудникот Бучим Радовиш. Тогаш. И јас некако, преку председателот на фолклорното друштво, му реков, сега се оженив, деца ќе има, вамо ќе има. И тој праша во Бучим, ме примија одма. Јас за да останам, го формирав то друштвото Ацо Караманов со еден другар мој, за ние по иницијатива да останеме таму, да се... Арнома излезе некоја акција, кој што има завршено таму да оди. И требаше 9 месеци да наполнам, да добијам решение да не може да ме извадат од таму. За 2 дена ме извадија. И ме работев во Шумското таму. Во Шумското. И кога почнав да работам во Шумското, се живеев кај жената, во куќа. И некако немаш слобода, немаш... Не си дома. И јас реков, ќе правиме куќа. Купивме плац. Реков, одат Швајцарија, дај ќе средам, за година-две ги прават куќите. Дај на брзина да си направиме куќата. И замина Швајцарија како сезонски работник. И таму одма ме уклучија на жената што е Вујкото, беше преседател Коце Богдан. Преседател на црковниот одбор. Рече, дај да те учлениме во црквата. Добро. Ме учленија, немавме ни црква, ништо, позајмувавме ова. И едно школо ни даде место, тоа е во Баден таму.
Јас морав да патувам 80 километри во еден правец. Оти далеко беше од мене, ама кандисав. Добре. Оти мера голем. Така, желбата, така. Сите се собравме, околу 40 деца се собраја. И моите играја. Значи, почна фолклорна група, почна се. Таа е првата моја група што почна. После некако... Колку членови имаше културно-уметничкото друштво тогаш? Тогаш имаше околу 30 деца. Како беше името на... Свети Наум. Така. Така почна. Арно, ама, тие се и женија, сала веќе не ни даваја, кој се маже, кој се ожени, деца беа големи. Така. Остана е нешто ситно и многу патував јас. Ајде рече, толку ќе патуваш. И излезе да купиме место во Тринген, Швейцарија. И кога се купи местото, јас реков, ќе изградиме црква, прво што ќе направиме, кој ќе направиме сала, ќе направиме игрорна. И 20-та година, ова, стасавме, деца се собраја и имаше еден Китанов Иличо тамо, нешто, тој е како чиновник, нешто, во некој биро работи. Му реков, ајде ти да бидеш председател, да ги гониш работите швајцарските, ти зборуваш, значи, убаво, течно зборуваш, тука си учен, тука се. А јас реков да направам игрорна. Нема проблем, чешко тоа одма. Направивме една конференција, вака се собравме овој црковниот одбор. Абе сите со радост, што да кажам. А пред 2 години, пред да се отвори во моето место женска игрорна група, ама за возрастни. Сите беа над 50 години. Само една имаше Жаклина, таа беше пред мажење. И тоа уште трае. Тоа е па на друштвото Кирил и Методи во кантон Цук. Тоа го водев јас, а син ми беше со армоника. И тамо се отворивме едно. Функционираше добро, после ги остави сами функционира. И ден денеска... И ден денеска се збират, Кирил и Методи се збират. Да. Ама тие се во години. Има некои, веќе се баби, дедовци, да. Добро, може да обновуваат со други негови. Ама нема сега таму кој да ги води. И тука се роди, 2-3 деца се родија од Радо Вишко, Стромишко. Гледам, знаат многу работи, а јас треба да се враќам назад. И му викам, ајде ти реков, преземи го ова место, ти го давам јас тебе. И едно имаше од Ораовица, Радовишко село, на Богдан Коцев селото. Абе рече, Христијан се вика, абе чичко тоди, ние ќе водиме, ајде. Оти јас морав да се враќам, да откажам стан, да откажам оти многу пари, таму ако седиш сам, а бадила да седиш. А секој го влече навам, да си дојди дома, да си... А која година се вративте? 20-та година. 20. Пред 5 години се вратив, ова 6-та ми е. Така. Во крајот на август заврши моето работниот однос и се вратив 20-та година. Така. А ова друштвото што го формиравте вие, Свети Наум Охридски, дали се уште... И тоа во Полнек имам и многу деца. Пред месец-два бев за Турција, на турнеја. Кој како дојди, и тие покануват и наши игрорни групи од Македонија, се дружат. Функционира добро, но сие имат разни од цела Македонија, источна, вардарска, од секаде имат, значи, добро ги имат условите, да кажеме. Има многу добри услови. Како се сноѓавте за носиите, веќе кога ги спомнавте? Ги порачавме од првите носии, се порачани женските носии во кантон Цук, ги порачавме преку еден од танец. И сите, секој си ја плати. Така. Бардачиња си купивме за водарки, ова си направивме, се си направивме. А овие ги купивме, прво ги збиравме во црквата да бидат, значи, оригинални баравме. Так. Прво набавивме оригинални, ама имаше некои веќе измолени. Оти многу стари тие сместени таму. Стари... Тие треба и посебно да се чуваат, нели? Посебно стари луѓе не знаат како се чуваат.
И имаше некои оштетени ваму таму, ама првите се тие. Со нив почнавме да настапуваме. И тргна работата, сега ме многу радува тоа друштво. Многу. Так. И сега кога се вратив тука, Димче од Оравица ми вика, ајде има многу, да почнеме тука, деца има. Кај се бе тие деца? Кога гледам 30 деца, има малецки. Да. Од 4-5 години, па до 12-13. И сега нив ги учам. Так. Значи, да се вратиме малку за во Швајцарија. Значи, вие го основавте ова културно-уметничко друштво и всушност и кореографин бевте, така? Да, почнав кореографија, да. Да. Првично, каков беше интересот за децава да бидат дел? Многу и како беше соодносот на машки и женски, пошто ваму во Македонија малку недостасуваат машки играорци. Секаде тоа. Така да, секаде како беше во Швајцарија, да. Од почетокот фалеа исто така машки, ама сега имаме не малку, премногу. Има голем, има мажени, женети, што се играле некаде во Македонија. Има од Велес, има од секое друштво има порекое. Има едно докторче сега води танец, многу ми прави мерак. Така. Тој е некаде од некој големо друштво, што го игра многу бошо игра. Баш лани бев на една представа, еден концерт даваја, за мерак, да ти кажам за мерак. Така. Кој ве менува вас сега за кореограф? Па ова едно христијан има од Оравица и едно дете Дејан од Струмица. Тие се сега таму. На нив и предадов пред 5 години. Ама ги гледам интерес и играл некаде во Боро Џони играл то детето. Го гледам добро и тапанџија и игрорец. Ајде реков. Так. Вие сте млади, терајте. Јас мора да се вратам назад. А вежбаат тука во Тринген, така, кај црквата? Тринген вежбаат во црквниот, имаме зграда во кај што треба попот да живее таму. И владиката што имаме сала, имаме ресторанче вака, кујна голема. Така. Да, можам да се присетам, пошто јас пред неколку години бев кај вас на гости. Долу има сала, така, долу има сала за конференции, тргват столици, маси се тргват, после паск се враќаат. А колку често имаат настапи? Секој петок сега мислам да имат. Ние имавме по среда и петок, од почетокот сега секој петок има, затоа што кога завршува викендот, кога почнува, секој родител може да си го однеси детето. Тие деца немат возачка дозвола, немат, а ги носат од цела Швајцарија. Некои оди по 100 километри го носат. Значи желбата е голема, меракот. Желба голема. Да. Се плаќа учество нешто. Сега не знам која е цената. Да, добро, не е битно важно. Ама таа е некоја минимална. Так, символично. А црквата ги поддржува. Ние сме под црквата. Ако треба некои финансии големи, црквата ги дополнува тие работи. Така, еве, спомнавте дека и одат и на турнеи, значи одат Турција беа се. Мене, јас кажам, многу ми е мерак, многу. Така. Да. И многу добри деца се. Сега има 4 групи што се тренираат, малецки, големи, и тие имат се делено. Христија мислам да ги учи тие малецките, а Дејан мислам да ги учи големите. Има и други помошници, кои не може, си имат замена и тие. Така. Ама функционира многу убаво. Браво. Убаво е да се слушне дека таму негде кај од Тугина со голем мерак. Да. Со голем мерак. Јас на женската група да се вратам го поканивме, Алачки беше на мислам на Великден беше. Алачки тогаш беа заедно. Та плачеше кога не виде нас. Женска група која јас направив. Јас бев на тарабука, а сино беше на армоника, а зето беше на саксофон, мојот зет. И тука дури се расплака жената. Од емоциите беше многу убаво, да кога гледаш таму некаде далеку. Да. И тоа толку голем интерес да има меѓу младите деца што се вели таму се родени сигурно во Швајцарија, а сепак сакаат да играат. А најинтересно е таму одат во швајцарски пензионерски домови. Тие се чудат, тие немат видено нешто така. Многу покани примат. Дури францускиот дел, во ВВ бевме, се прават
Многу убаво е. Така, Многу се настапува, многу. Ајде сега да преговориме малку и за вашите песни. Спомнав, нели, дека имате 10 песни напишано. Јас ќе ги споменам овие: Кога ќе се вратат нашите синови, Ако сега дојдеш мила, Дали тугината ќе не раздели, па потоа Заиграј оро млада невесто. Се дел од 10 песни кои што вие сте ги напишале, значи и музика и текст. За 7 чинам имате снимено видеозаписи. А сега да почнеме само, дали почнавте да пишувате тогаш кога ја напишавте, нели, првата за Анче, така кажавте? Не, таа беше пред да се мажам, да се женам. Да се жени. Таа не ја дава да се мажи. Так. Демек, од некој чорбаджиска куќа бараја човек, дете, ама так. Пак се стори. Колку време помина од тогаш кога ја напишавте таа прва песна, па после следните песни? Мене одавна, значи тоа е 81 година. Так. Напишана песната. За Анче, таа првата песна. И таа сакав да ја 83-та сакав да ја дадам на некој да ја пее и во Валандово и некој, ама нешто ми рекоа дека овај бара пари, неколку 3000 марки беа тогаш. Кај ќе ги најдам јас тие 3000 марки? И таа песна си застана, никаде не. Беше со музика, со текст и со ноти беше напишана и си го чував тоа. Ама ко се вратив сега, децата ме 20 година, децата ме поканија да појдам едно зимо таму. Тоа беше 21 година. А дома имам пишано изреки, дечки песни, за лисица, за овај, и за дури има многу пишано. И збирка се збира тие, и две тетрадки имам испишано. Имам и за многу имам пишано нешто. Како ми текне, пишувам. Так. Оти не гледам многу телевизија, си отварам едно винце, ако е лошо времето, си пишувам, си мислам. Ами и имам така, идеи. Така спонтано, значи спрема расположение ви доаѓаат мислите. Да, кога ме поканија децата во зимото едно беше, тие за мене на скијање, рече, тато и тебе ќе те водиме. Имаме, рече, резервисана една куќа, вила таму, над Давос таму беше високо таму, не знам каде. Абе, шо бараме, јас реков таму, шо, не, рече, се товари ја скиите таму во колата, горе, и заминавме. Околу сат и пол или 2 сата патувавме. А Сабајле тргнавме, Сабајле некаде во 4, за тие да почнат право да се скијат. Сите 4 деца скијат. А ово малото беше на санка. И заминавме, и сино, заминаја тие, абе, сонаски, абе, кај ќе одам јас пола и на метро снег. Ама да гледаш, абе, шо да гледам, не. Да појдам јас догоре, како ќе се вратам? Да. Тоа се со скиите мора да се вратиш. Ај реков, јас првиот ден тука ќе видам. Видов едно клавир, имаше еден камин, запален огинов гори. Тие луѓето што го изнајмиле, спремале се. Демек, во толку сато ќе дојдеме, се е направено. И едно вино имаше на маса, го отворив. Ладно време, многу ладно. А вака, прозорци отворено, го гледаш ова, таму што се скијат, што ова жичарата што е, се гледа. Седна вака и си мислам, реков, гледај сега. Ова Швајцарија, ние ја градиме. Јас по патишта работев. Само се гради, не дават дупче да има некаде. Не дават ништо. Асфалто, ако треба, толку го клават. А се треба да биде така. А нашите куќи се затварат. Огништа се затварат. И вака ми дојде право идеја. Значи, так. Кога почна да видам, му велам, после дождот иде сонцето. За да се упраи кај нас, да почне. Ама песната дојде, сите жалат, оти се тамо, убаво е тамо. Ти е убаво, не е овие генерации што се со школа тамо, што се изучени. Не е некој лошо, ама не се дома. Пак ќе ти рече овај,
ова е јабанџија. Швајцарецот ќе вика, овие, да, се приметува тоа, не, по се. И си ја напишав ова, само рефрено го напишав, немој, значи, либе не жали, ќе се вратат нашите синови. Дебек давам. А после ми дојде идејата од тие, ние служиме таму за пари, а парите се по ѓаволска, кој е стрвен по пари. И напишам, на ѓаволот му служат, а огништета наши се зацрнуват. Ние куќи затвараме тука, ваму правиме, јас кога ќе се вратам тука, еве има села, цели села има, навече не свети тоа. Куќи има колку убави, абе, мерак, како на сликовници имат, уложиле многу пари, ама не свети, не функционират. Тие таму се, некаде на ефтин стан се туркат, да соберат малку пари појќе. Да. После како се редеа песниве, да ги споменеме и другите наслови на... Другите се песни напишани, имав една женска во средно, од тиквешкиот дел, там ме остаje, не ми крива што ме остаje, може не сум ја сакал толку, не знам, ама атерот ми остана. Так. Ја однесов дома Радовиш и тие беа некои богати луѓе, сигурно дома, кавадарци, ко дојде кај мене, видео ти едно куќарче, едно собче, туту се ниши, летото беше туту се ниши, нема ништо. Нема купатило, нема ништо, тоа беше, тако беше, толку сиромаси бевме. 4 деца бевме, мајка, татко, доведено, заварено, преродено, мешано, кај ќе одиш напред? Секој си тегли нас. Тако беше. Мешан брак е многу лош. Кој нема видено. И кога појдовме Прилеп да почнеме, ова 3-та година беше да почнеме, а 2 години бевме заедно. Рече, јас тебе не те сакам. Абе ти немаш ништо, рече, со трн да маваш, ништо не можеш да закачиш. И толку ми остаја атер, и таа песна е за нас. Која? Е таа втората. Ако сега дојдеш, Мила, или? Да, таа. Таа е за нас. Так. За секој... Дали тугината ќе не раздели? А тугината ќе не раздели беше за некој тука се замина за Австралија, ако замина ни другари, деца, на другар деца замина. И таа остави трудна жена. Чупето беше во една се мажија и замина. И јас, а тој многу сакаше. Абе реков, топтан оде тебе, не остави ништо. Зимај. Абе рече прво да се снајдам таму. Абе кај ти ќе се снајдеш и таа ќе се снајде. И ја зеде и таа песна излезе од таја. Так. Другите наслови на другите песни? А ова песна сега... Заигре Оро млада невеста. Заигре Оро млада невеста е... Таа е стара песна. Таа бев пето деление и ме зедоа едни стари свирачи и ми вика, прво беше, значи, кога ќе слегува невестата, кога ќе излегува од куќи, се пеи таа песна, ама само една строфа, не знаев повеќе. А после јас додадов уште 2 од мене. Заигра Оро млада невеста, последно Оро моминско во татковите дворови. Се пееш, тоа беше како еден, како благослов беше. Се пеи таа песна, после се пеи Оро води Ангелина и третата е Цреша Оро води Ангелина, ги ја даруват невестата, кој пари, кој, ако има свекоро, некој, мислам, таткото, некој алтанче, мајката, ја даруват, Оро води Ангелина, блазе тебе Ангелино, и после се пеи Цреша се од коре кореш. Без тие песни, старите, јас ме теглеа за уши, ме влекаве. Без тие песни не. А сега се запоставија тие песни, тоа беше како благослов тие песни. 3 песни мора да се испеат. По едно строфиче, ама мора. Зато заигре Оро млада невеста, ја понудив на Јордан Митев, тој ми е јацко ценав, тој ми е како... Да.
Тој рече, Чичко, тоде најди ги другите строфи. Абе, нема друга строфа, додај си ти и испеја таа песна. Абе, дај, и рече, немам интерес. И јас ја напишав уже 2 строфи, од мене си ги пишав, и ја испеав таа песна. Затоа што сакав да биде таа испеана песна. А имам други песни, кои се снимани, немат видео. Тука има 6 со видео, мислам со... Да, еве, спомнавме 4, а кои се останатите наслови на другите песни? До 10? Нели 10 имате? До 10 има... Не, до 7 имат видео. Да, ама како се насловени песните? Песните сега има Русо Анче, таа е снимена. После има Дали ќе дојдеш мила. Да, таа е спомнавме така, да. Не, ако се вратиш мила. Ако сега таа дојдеш има така. Дали ќе дојдеш мила и друга има пак да се врати. Сега не ми текнуваат сите, ама ги имат наслов, ги имам снимено на видео. Така. Значи за 6 имате снимено видео, 7 имате видеозапис, значи 3 аудио ви се снимени. Да, тие ми се снимени. Дали за нив планирате видеозаписи? Да, уште 4 имам напишани, а пратени на... Јас само од човекот што ми снима е со големо искуство. Јас сум аматер, не сум некој Славко се вика, во студио кој појдам, јас му праќам едно делче, вчера му пратив една песна. И тој рече, ова ќе помини, напиши ова, напиши таква, напиши... Значи, тој ми дава кураж, како се вика, ме подкрепува, ама стварно ги прави песните. Тој ги прави. Јас му давам... Вие му ги отпевате, пратам преку телефон. Така, нотно ги запишува. Не, му праќам текст. Добро. И ги пеам. И тој ги прави музика, пушта ова таму. И ако треба кларинет, ќе викниме. Ако треба некој саксофон, ќе викниме. И ме вика да ги отпеам таму. Кој ќе појдеме таму, ги отпеувам. И човекот многу добро соработуваме. Еднаш пеевме 3 песни, направивме, немаше сат и пол. А рече, јас со професионалци, рече, ама тој кој ќе ми прати назад, јас дома си ги тренирам. Си ги пеам и се спремам добро и отпевам. Ќе пазам да не сум прехладен, да не сум измрзнат. И тргнувам, Славко, идам јас. Ке појдеме и после го водам наручник. Така. А дали сте размислувале овие 10 песни да ги ставите на носач на звук? И тој ми предлага сега. Нема да бидат 10, ќе бидат појки. Затоа што 10 се спремени, а уште 4 чекат наред. Так. Од година, тука пролетта, мислам да направиме нешто. Да ги ставиме на едно место. И така ми предлага тој. Така. А дали размислувате на некој фестивал македонски да настапите? Имам една, баш сега фала што ме баш точно прашање. Имам една хумористична песна. Таа песна се вика Кога бевме млади. Текстот е напишан кога бевме млади, песни пеевме, а до зори се љубевме. Старост пуста дојде, младоста си пројде, тешко ми се пишува. Хумористична песна, а рефренот е, рефренот е многу интересен. Нашата љубов како празна чаша, до дно испиена. Ми беше мила, сега љута збија. Да, баш интересно. Кога старееш веќе, нема љубовта гини. Така е напишана. А втората строфа е напиша за овие што се оставаат. Значи, печат стави, подпис стави, и пред олтар кажа, и попот го излажа, и цела наша родбина. Оти сега се венчаваат, се сакаат многу, за 2 недели. Так. Ама го има то секој втор брак е сега, дури тоа е жално. Да, жално. И таа е напишав, па некој да се најди во таа песна. Так. А исто спомнавте дека пишувате и детски песни. Детски, да.
Имам Тие како поезија или размислувате и тие да се преточат нели како за на некој детски фестивал да се отпеат некој дете? Имам една да внукичка, актерка е од сестра ми во Струмичкиот театар. Таа рече, Вујче, овие песни немој да ги оставиш. Овие ќе одат во буквар 100%. А не знам, немам нешто предложено. Една патриотска песна му пратив на еден македонски предава, професор, рече, Тоде, ова песна многу убава, како ги пишуваш? Вака ги пишувам. Само треба некој да ми ја прегледа, точка, запирка, кај треба, не сум јас професионалец, да. Так. А ги пишувам изреки, пишувам се што ми дојде, пишувам. И пишувам за ова дереже сега што е до каде дојде овај македонскиот народ. Таткото никој не го сака, никој не му враќа, брат со брат не се сакаат. Да. Дојде многу лошо време. И то го напишав. Имам околу 4 страни. Ова внукичката ми вика на Фејсбук, не сакам јас да на Фејсбук го пишам, не го пишам на фронт. Може дечите песни, можете како книга да ќе му дојде кога да пишам. И за Господа имам пишано. Так. За како ни помага Бог. А една патриотска песна имате или повеќе песни? Една имам патриотска, а таа е многу добра. Так. Таа е Душмани клети, неа ја продава, Душмани клети продадени души. Многу добро напишано. Так. На ѓаволот тие му служат и со него се дружат. Душата им собрал, ѓавол душата им собрал, без душа талкат, во грев се валкат. Многу напишано, таа е убава песна. Оти, за да направиш штета или да кодушиш, треба душата да си ја даеш, не оди то така. Так. Не сега ќе сум овој, сега не може то така. Или си тој, или си тој. На средина нема. Така го гледам јас тоа. Да. Сакам да ве прашам, спомнавте уште нели на почетокот кога сте биле во војска, сте пееле нели во хорот. Знаете ли дека убаво пеете? Не во хорот. Во хорот настапувавме, ама јас пеев во оркестар. Во оркестар, на дом. Значи како соло. Соло, да. Так. И то си имаше не соло и на тарабука бев. Значи јас бев и двете работи. Оркестарот имаше две групи, забавно и народно. Ама тој што пееше забавно, беше квалитетен човек немаше. Так. Ама тој си се пазеше. Ако озвучењето не е добро, тој не пее. Демек да се... некој познат пејаче сега или не? Не знам дали е познат пејач. Не знам. Тој беше негде од Босна, ама јас го ценев како Здравко Шолич. Така пееше. И не пееше за секого. И тој пееше по 4-5 песни. И правеше пауза, рече, за гласните жици јасно. А може човеко, ние немаме ние такво искуство. Ние сме свадбари, јас од бев по свадби. Да, сепак треба да умее човек да има талент за пеење. Значи не може секој да пее. Затоа ми беше прашањето кога откривте дека убаво пеете. Па по свадбите ми викаат дека не да пеам убаво, него убаво ги испеуваш тие песните од тие. Што знам, сите ми викаат свирачите, ај тоде нека пеј, ости ти молчи. Јас по тоа гледам од ти. Значи други ве открија, дека убаво пеете. Други ми дава како кураж, викам ајде ќе пе. И во оркестарот кој замина во војска, во Рашка бев, близу Кралево, и ме ставија пешадија, мачно беше, ама ме открија како пеач на, та се вика Корачница. Еден пеј, другите повторуваат, цела војска повторува. 3000 војника, значи јас ќе пеам. Пеам една строфа, тие повторуваат. Пеам една строфа, тие повторуваат. И почнав да и фалам таму на нив. И кога ме префрлија во дом ЈНА, во домот, пеевме петок, сабота и недела. Тогаш војската беше отпуштена, ама цивили идеја многу, цивилно. А кога имаше Корачница,
ме викае мене. Така. Да. Така беше, оти гласот ми е малку гласен, не ми е загушлив. Што знам. Така. 2020 се враќате во Македонија, значи се пензионирате и сега моментално со што се занимавате? Сега повторно сте посветен на музиката на македонскиот фолклор. Вторник и четвртак тренирам деца. Да кажеме кои? Во Равица тренираме во Китка, малите деца. Целта е, јас сакам само да основата да ја дадам. Како на прсти да играат, како да се држат, кои се изворни ора, кои се уметнички ора. После кога ќе видам оти се колку толку, се повлекувам. Иначе хоби ми е возам точак, електричен ми го донесам од озгора, оти живеам малку на Горница и поравно не го уклучувам, ама потреба... Така, при помош. Да, при помош. Имам околу 6000 километри возено од 20 до сега. Само во Радовиш. Имам извозено. Токму од Радовиш потекнувате? Да, од Радовиш јас. Татко ми, мајка ми се од село. Ама јас сум роден... Од кој е? Од Оровица, да не или не? Од Лакавичко, село Габровци е мајка ми, а татко ми е од Струмичко село, Рич со 3 букви. Така. Да. Тоде, ви благодарам што ми бевте гостин. И вас што дојдовте нели од Радовиш, што си помуабетивме за македонскиот фолклор, за вие како нели негувач на македонскиот фолклор. Јас се радувам, мило ми е што постојат како вас луѓе кои што и во Македонија и надвор од неа преку македонскиот фолклор всушност го потврдувате македонскиот идентитет, македонскиот бит. Исто така го поздравуваме и Димче, господинот Димче, кој што беше нели иницијатор вие да дојдете во телевизија Сонце и да направиме убав разговор за македонскиот фолклор и традиција. Ви посакувам секое добро и повторно да се видиме, да зборуваме за македонската убава песна. Живи и здрави да сме. Фала ви многу и вам ви фала многу што ми отворихте простор. Баш ми е мило, ама јас сакам тоа што го знам да го дадам на некого. То треба да оди од колено на колено. Так. Баш ми е мило што си направивме убав муавет. Так. За крај тоа оставам на вас да кажете која песна, со која песна ќе ги почистиме, односно ќе ги поздравиме нашите гледачи. Па најомилена ми е ќе се вратат нашите синови. Оти таа печалбарска, јас тамо го поминав. Да се сетат малку тие гурбечи и печалбари, што правиме. Тоа е сета песна, сето тексто што е напишане во стварноста. На кому му служиме, а што правиме? Дома ги затвараме сите куќи. Така е. Така е. За сите македонци кои што се насекаде во светот, така е. Поздрав до сите, поздрав до диаспората. Така. Уште еднаш ви благодарам. Фала многу. И почитувани гледачи, во продолжение ви посакуваме јас со господинот Тоде пријатна неделна вечер со една негова нумера, односно кога ќе се вратат нашите синови. После дождот иде сонцето, стари луѓе, стари изреки, а моето либе си тагува, нашите деца се Австралија, замина тие
Богом рекоа, од нашите срца се откина. Немој мила, сега не плачи, ќе се вратат нашите мили синови. Немој мила, сега не плачи, ќе дојдат за нас среќни денови. Полињата долги, неизорани, јаболокници полни, необерени. На јаболот му служат, измеќаруваат, огништата наши се зацрнуваат. На јавот му служат, измеќаруваат, огништата наши се зацрнуваат. Немој мила, сега не плачи, ќе се вратат нашите мили синови. Немој мила, сега не плачи, ќе дојдат за нас среќни денови.